Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва ќе зборуваме за убава тема, нешто што граѓаните на Република Македонија, посебно Скопјани, го чекаат веќе со години. Стартува, почнува, наскоро ќе имаме нов, современ, сосема нов клинички центар. Денеска се избрани фирмите кои што ќе го работат новиот клинички центар. Стартува со работа веќе за некаде околу 2 месеци. Ќе оди во неколку фази, ќе зборуваме за тоа кои ќе бидат фазите и како ќе се гради новиот клинички центар, но на што е важно. Ќе се обрне внимание на се она што е многу битно, пациентите на време да стасаат до она што им е ним најбитно, до лекарите, да не биде повторно гужви како што сега сме сведоци дека се случува пред влезот на клиничкиот центар, автомобили, такси, возила, автобуси и на истото место и брзата помош. Тоа веќе ќе биде историја. За ова вечерва говорам со луѓе од фелата, луѓе кои што знаат што зборуваат и колку е ова важно и за лекарите, и за персоналот, и најмногу за пациентите на Република Македонија. Вечер разговарам со господинот Јован Грковски, добро вечер, Министерството за здравство, задолжен за проектот за реконструкција на клиничкиот центар. Добро дојдовте и благодарам што се озвавте на поканата. Доктор Оливер Зафировски, директор на детската болница Козле, докторот кој што беше во тие објекти кога беа барака и руина и ни беше буквално срам да ги прикажеме, а денеска една модерна современа болница. Ќе говориме за тоа. И професор доктор Александар Шиколе, кој што е директор на клиниката за нефрологија. Добро вечер и до вас и благодарам што се озвавте на поканата. Прекрасна информација. Конечно стартува. Ќе види билдинг. Кои се фазите? Еве, ајде да започнеме од крајот. Кога да очекуваме дека ќе имаме комплетирано? Добро вечер и од мене. Поздрав до вас, фала на поканата, поздрав до сите гледачи. Очекуваме да стартуваме со работата во месец јуни, а да се заврши во рок од 45 месеца од започнувањето. Се работи за еден капитален проект и кога велам капитален не мислам само на финансиите, туку мислам на предизвикот што значи да се направи еден ваков објект во ваква една средина, значи, а при тоа да не го загрозиме работењето и функционирањето на клиниките. Токму заради тоа е даден вака рок од 45 месеци. На прв поглед по бројот на по тоа колкава е површината, може би изгледа малку долг, меѓутоа сепак мораме да сме свесни дека имаме предизвик пред нас и заради тоа да бидеме внимателни. Прво нешто што ќе започнеме со, односно изведувачот ќе треба да го направи е да обезбеди времени пристапни патишта, што ќе гарантира, што ќе обезбеди да сите клиники ја продолжат својата функција. Значи клиниките да немаат... Ќе се успеели во тоа, нема да има застој? Нема да има застој, значи нема да дозволиме застој да има, посебно што ова е единствена терцијарна установа во Република Македонија и најтешките случаи и најбитните случаи доаѓаат тук. Така да тоа нема да се дозволи, ќе мора да има обезбедени времени пристапи. Понатаму амбулантите на дел од клиниките, а тоа се амбулантите на клиниката за неврологија, за ОРЛ, за офталмологија и кожни болести, ќе треба времено да се дислоцира, бидејќи тој објект што е веднаш до сообраќајницата, каде што се моментално тие амбуланти ќе се сруши, пошто ќе треба тогаш веќе да се загради градилиштето, да се почне со градежен ископ и да се започне фактички и самата градба. Тоа е се еден подолг период, значи самата изведба е првата фаза, изведбата на времените сообраќајници може да фати и до 6 недели. Треба да бидеме реални дека сепак треба да се внимава и на начинот на работа, бучавата, тресењето и така натаму. И временските услови. Временските услови. Добро, еве, доаѓа пролет, лето, дали тоа е градежна сезона најпозитивна. Меѓутоа, токму заради сите овие работи, одиме чекор по чекор, со сите вниманија, направени се проекти, ревидирани, консултирани се сите надлежни институции и така. Доктор Шиколе, вие сте доктор со години, работите во овие услови каде што сте, примерни ви се пациентите секако, меѓутоа сте видели како изгледаат клиниките надвор, знаете во какви услови работите овде кај нас, ајде една паралела. Така е, па ние со години го чекаме овој проект, бидејќи навистина, како што сите знаеме, особено пациентите го искусиле, а ние секојдневно тоа го гледаме, е многу тешко да се работи во болници кои што се изградени пред Втората светска војна. Конкретно, зградата на интерната клиника е изградена меѓу 20-тите и 30-тите години од минатиот век и навистина денеска и по својата големина и по својата медицинска архитектура не одговара на денешните потреби на едно терцијарно здравство од 21 век.
Повеќе од 35 години работам во тие услови и се надевам, односно сега веќе се гледа крајот на тоа, со големо задоволство можам да констатирам дека ова што беше презентирано пред нас е еден последен, како да кажам, најсовремен објект како што на филмовите, јас така реков кога го погледнав последно видеото. достигнување на медицинската архитектура, плановите и оно све што беше елаборирано во минативе неколку месеци, навистина дава сигурност дека ќе продолжиме да работиме во едно современо здание каде што ќе бидеме во состојба на нашите пациенти да им пружиме врвна нега, лекување и диагностика, оноа како што го заслужуваат. Не е доволно само да се има обучен кадар и современа опрема која беше набавена во изминативе години од владата и Министерството за здравство, туку е битно и во кои услови тие ќе се стават во функција. Значи, кадарот и опремата треба да се стават во функција во една инфраструктура која што апсолутно ќе ги доведе до израз тие два претходни фактори. Тоа значи да се комплетира едни предуслови за современо медицинско работење. Не, порано велеше народот наш, кога ќе отидеш во клиниките кај нас, како што рековте, уште од пред војната изградени, повеќе ќе се разболиш отколку што ќе се излечиш по самите услови. Од една страна хигиената, тешко се одржува хигиена во стари објекти, многу потешко. Еве детската клиника беше една барака, слободно ќе кажам, дечиња одеа таму, а денеска можеме да видиме како изгледа. Ајде една паралела, колку е важно кога ќе влезеш, ако ништо друго, барем да е чисто, да е убаво, да е Првиот впечаток кога што го викате наистина е многу важен, така да кога ќе влезете во една нова зграда, автоматски ви се создава едно чувство дека овдека сепак ќе има поинаков третман. Сега го, кој што кажа и професор Чиколе, докторите се тука, знаењето е тука, но сепак во стара руинирана барака е поинаков. Ние успеавме, го издржавме сето тоа и сега веќе сме во една друга фаза. Прво со среќа нека е со започнување на ваков капитален објект, кој што е круна во нашето здравство. Како докторите, така и нашите пациенти го заслужуваат тоа. Знам дека има многу потешкот, јас лично веќе го поминував тоа. Мислам дека ова вадење документација кој има доста во новинарските и во медиумите шпекулации, сепак тоа е најтешкиот дел. Вадење на документи. Се ова мислам дека е многу полесно и многу побрзо плина, бидејќи ние бевме раселени, бевме во неколку клиники, но сето тоа се заборава. Од почетокот дојде малку потешко, но после тоа навикнувате и некако успевате сето тоа да го изменаџирате. Некако и помина доста брзо и ние сме веќе во втора фаза кај што идеме и се тркаме со најпознатите клиники во знаење, веќе имаме нова зграда, имаме многу колеги од надвор кои што помина и се занадени дека во Македонија има ваква клиника. Сето тоа ќе се случи со клинички центар, ќе поминат тие 3 години и ќе имате една модерна и убава клиника, односно врв во терцијарното здравство. Направете ми една паралела како беше работата во времето кога работевте во оние руинирани бараки и сега кога го имате овој грандиозен објект. Навистина, задоволството на пациентите, оно што е битно, беше многу мало. Значи, тие сите беа во една одделение кај што немаше санитарен јазол, но имаше еден санитарен јазол за сите 10 соби. Сега имаме посебен санитарен за секоја соба, тие се сместени во апартмани кои што ќе биде во новиот клинички центар, едно кревети, двокревети, почовечки, кои што може да видите од сликите, имаат комплетно свој санитарен јазол, имаат своја кујна кој што може да нарачат, имаме и позатна кујна во нашата болница кој што може да и јадењето и престојот е поинаков, имаат интернет конекција, имаат телевизија, децата буквално како да се во градинка. Затоа и задоволството на пациентите кои идат во Козле викаат одлично да име во Козле, ќе видиме нешто ново и сега кога стресот на децата додека се во вакви услови е на минимално ниво. Многу помали, побрзо ќе оздрават, токму така. Стартувавме, веќе стартува, се знае кои фирми ќе го градат новиот клинички центар, да кажеме кои се? Значи, поиздно тендерот го распишавме да дадеме една мала ретроспектива минатата година. Се спроведе по постапки согласно на Банката на Советот на Европа, што е кредитор во оваа работа. Голема благодарност до нив за целата поддршка што цело време ја добиваме. Отварањето на понудите беше во месец јануар, беше јавно отварање, се направи евалуација и финално се избра понудата која што е најевтина, која што ги исполнува сите технички услови предвидени во тендерот. Тоа е конзорциум помеѓу Гранит, Бетон и италијанската фирма Инса.
Се работи за вака еден сериозен импозантен конзорциум, колку што можеме да видиме и мислам вака се надеваме дека... Колку што може да прочитам, фирмата италијанска веќе има искуство во... Фирмата италијанска има искуство на работа на здравствени објекти, на менаџирање на здравствени објекти, а од друга страна, фактички двете најголеми македонски градежни фирми ќе бидат ангажирани во градење на овој капитален предизвик, што да се останат парите дома? Па, во секој случај, тие фирми во наредниве неколку години веќе имаат загарантирана работа, тоа е во суштина многу. Исто така многу важно. Да. Не џабе споменав дека италијанската фирма има искуство, споменавте на почетокот на емисијата дека не е исто да се гради зграда и да се гради клинички центар објект, има работи кои што мора да се земат предвид. Една од работите што е за мене најважна во овој, освен нормално новите објекти кои што ќе ги добиеме, е дека сосема нов начин на пристап до клиничкиот центар, сосема нови крстосници, дел кој што ќе биде само за брзата помош, како што може да пробуваш. Значи, како што спомнав, пред започнување на градбата ќе имаме времен режим на сообраќај, а проектот опфаќа и финален режим на сообраќај, од кога ќе биде пуштен во употреба објектот. Во тој финален режим на сообраќај се предвидува дека влезот до ургентниот центар ќе биде предвиден само за амбулантни возила, а сите други цивилни возила ќе бидат преку останати влезови, че ова е особено битно за пристапот на итните пациенти и исто така кога сум веќе во ургентниот центар, сега веќе ќе имаме единствен ургентен центар на ниво на терцијерното здравство. Во моментов имаме еден интернистички, еден хируршки, така е малку подисперзирана работата поради тоа што условите се дисперзирани. Сега ќе имаме единствен ургентен центар каде што една зграда, еден објект, еден приемен ургент за дел за ургентните пациенти и понатаму согласно нивната патологија ќе може да се распоредува. Во овој контекст да нагласам дека е предвидена изградба и на хелиодром на 10-то ниво. Имаме 9 ката и на 10-то ниво е предвиден хелиодром. Кој што има сега во ургентни случаи тоа беше на паркчето што е има надворешен хелиодром во моментот што исто така функционира, меѓутоа ова е едно подобро решение интегрирано на некој начин каде што со лифт директно може да се спушти пациентот во ургентниот центар. Така да тоа е вака едно значително напредување на ова прашање. Доктор Чиколе, колку имавте вие проблем како директор и како раководител, меѓутоа и како доктор на оваа клиника, каша попаре, слободно ќе кажам, да отидеш, ако не си влегол во клиниката и ако ти имаш упат да одиш некаде, еве нефрологија, која зграда беше сега нефрологија, немаше патокази, имавте ли проблем со пациентите од овој вид и колку сега ова единствена зграда ќе влијае на... Навистина, ова ќе биде значително подобрување на оно што сега се случува во однос на оно што сега се случува во клиничкиот кампус, каде што ние за секоја диагностичка, па и за низа терапеутски процедури, кога имаме потреба од другите околни специјалистички гранки, мораме пациентите да ги тамо транспортираме и тоа е навистина многу тешко во денешни услови каде што се врши во надворешен простор со колички. Мора да се излезат надвор со колички, така да тоа секако е многу хендикепирачко за пациентите, а и за персоналот. Во оваа зграда, која што е на 9 ката и ќе биде функционално поврзана со уште 3 објекти, со сегашниот хируршки клинички блок, со онкологија и со гинекологија преку топли ходници, каде што катовите во самата зграда ќе бидат поврзани со 5 лифта, така да пациент практички за да се од кога ќе влезе во зградата, за да се одведе до својот кревет, кој што е, да кажеме, се наоѓа во 7-ми спрат, или во било која диагностичка, да се изврши било која диагностичка процедура или да се однесе во било кој дел од зградата, не мора да се симиња од кревет. Значи, ќе се стави во кревет или во количка и со лифтовите тоа све многу лесно ќе го транспортира. Воопшто да мора да се преместува од кревет во кревет, од кревет на количка и така натаму. Тоа значително ги олеснува работата, му олеснува на пациентот, олеснува на здравствените работници и секако ова е нешто што значи квалитетна инфраструктура. Тоа иако на прв поглед не се наметнува, сепак значи
нов квалитет во работата на здравствените работници. Се надевате дека дали бевте консултирани како лекари, Министерството, знам дека имаше направено проект, што ви е потребно, дали ова треба да биде вака или може би друго решение. Бидејќи сепак оние што работат најдобро знаат. Траеше неколку години каде што проектантите ги повикува, мислам, вработените, персоналот, особено управата од сите клиники. И јас се сеќавам дека ние повеќе пати одевме во Министерството за здравство. Тоа беше процес од неколку месеци, само за нас, а сега може да мислите 32 клиники се внатре и тоа важеше за сите клиники со цел да се усогласи работата, со цел да плановите се усогласат, архитектурата да се добро укомпонира и на тие состаноци ние дававме податоци што работиме, кој е нашиот обем на работа, кој е нашиот обем на амбулантската дејност, на болничката дејност, на диагностичките процедури, на интервентните процедури и тие сето тоа внимателно го слушаа и го инкорпорира во оваа зграда, во овие планови што сега ние ги гледаме како макета, а наскоро за неколку години ќе го видиме и како една модерна современа болница од 21. век. Добро е што се консултирани лекарите, затоа што реков, оние кои што работат, кои што се директно инволвирани, најдобро знаат што им недостасува и што им треба. Одлична е оваа информација, дека оно што ќе го добиеме всушност оно што ќе им биде потребно пациентите. Делот на проектирањето. Значи, покрај тоа што имаше меѓународен тендер за проектант и проектантот си беше со соодветни референции. И проектот е ревидиран согласно законската регулатива. Од страна на Банката на Советот на Европа имаше избрана дополнителна консултантска фирма која што го следеше ова, за да бидат сигурни дека се застапени сите стандарди кои што треба и од градежен, но и медицински аспект. Така да и покрај оној основен законски дел што е значи проектант со лиценци и ревидент, имавме уште еден на супер контрола која што ги земаше во предвид сите овие работи токму заради сложеноста на објектот. Кога ќе зборуваме, господине Зафировски, сега за еден ваков капитален објект, сите некако ја споменуваат цената. Јас искрено ќе кажам дека мене не ме интересира која е цената, доколку оно што го добијам на вистина мене како пациент ќе ми значи. Меѓутоа, ајде еве, нели да ги задоволиме и оние страсти. Детската клиника чинеше колку што чинеше, не е ни битно колку чинеше. Вие како лекар, тие бројки кои ќе ги свртите, на крајот еве вие можете да направите резюме, вредеа ли парите за оно што го добивте? И повеќе задоволството на пациентите. Ова многу ми се допаѓа, бидејќи самите здравствени работници биде вклучени во проектирање, така беше и со нас. Осим консултанти, осим надзор, сите, јас и мојот тим бевме вклучени, од медицински сестри до доктори, до сите што работат во кабинети, дали тоа е рентген, дали е спирометрија. Затоа направивме амбулантски дел, кај што е доле и кој ќе дојдат пациентиве точно си знаат, секако и со она што го направивме со мој термин, повеќе немаме турканици. Знаеме од Собаља порано се одише рано на доктор. Сите доаѓаат во 7:30 и чекаат. Сега точно се знае кај се амбулантите, кој доктор работи и сега навистина имаме над 18 специјалистички и субспецијалистички амбуланти, а порано имавме само 5. Значи задоволството е големо. Пациентот доаѓа во 10, знае кој е негов термин, знае кај кој доктор оди и кај што може се да заврши. Не е се во една соба, тука е доле. Се што треба да се заврши во нас на испитување, во нас на амбуланти, во нас на нашите кабинети, ќе го заврши и времето на чекање навистина е намалено некаде од 1 час до 2 часа, не повеќе, за некои контроли тоа е на ниво на половина час. Задоволството е да отидеш, да знаеш кога ќе дојдеш, кој доктор ќе те чека, веќе има подготвена историја за пациентот, ќе види историјата, не се губи време, пациентот задоволен излегува во нашата установа. Во нас на цената во Македонија сепак ќе кажам дека е најмала. Јас пред неколку дена се вратив од клинички центар Љубљана и од АКХ клиник во Виена, што е на најпознатите и како стручни од сите аспекти, голема клиника, нешто слично на она што ќе биде нашиот клинички центар, секако цените се многу повисоки. Таму квадратен метар, бидејќи по она што и ние имавме доста мака, некаде 5 до 6 илјади евра квадратен метар зидање на болница. Овде кога гледам доаѓа на некој ниво од 1000 евра, што е на ниво на градежна, односно на стан или куќа која се прави. Така да во нас на парите слободно може да кажеме дека е направено, а изведувачите, знаејќи бидејќи мене на некој начин и бетон и градник, живеам до нивите канцеларии, знам дека се работи за прави македонски големи фирми со извонредно искуство. Така да е направена спој на градежни фирми и секаде и во светот. Така и во светот за години граните бетон градат и надвор од Република Македонија.
Пред да се навратиме за оно што е најбитно, јас ќе прашам и оно што ми е кога го гледа видеото, навистина се чувствував убаво, затоа што видов и многу зелени површини. Видов дека се водело сметка и за да биде лично, а не само функционално. Предвидувате и градини кои што ќе бидат на кровот на болницата. Зашто станува збор? Предвидени се зелени површини на кровот и уште на некои нивоа од болницата. Тоа е еден дел од она што го кажа и доктор Зафировски, дека престојот на пациентите треба да го направиме попријатен, значи да овозможиме да има место малку и за излегување и да има пријатна атмосфера воглавно и вкупно тоа се околу 6000 квадрати кои што ќе бидат подзелени површини само во новиот објект. Тоа вака и не е единствена. Ќе ве прекинам само доколку е подготвено видеото, би сакала од режија да го пуштиме дека говориме ова за да се види за што говориме. Тоа и не е вака единствена новина, да речам, за овој објект. За многу работи е водено сметка. Прво, водено е сметка објектот да е енергетски ефикасен. Значи да има соодветна фасада и прозори што ќе бидат апсолутно адекватни за здравствената дејност, што од друга страна ќе значи како сега што дува во некои од клиниките. Од друга страна прво ќе значи огромна заштеда за клиниките, бидејќи со овој павилјонски систем има огромна загуба и во вода и во енергија и во сите тие работи. Понатаму тешко е да се загрее, потешко е да се олади, тешко е да се одржи таа температура. Предвидени се значи овие зелени површини. Предвиден е во насока на тоа што го спомена пред малку професорот, има посебен проект за сигнализација и означување внатре во самиот објект со светлечки тотеми и светлечки реклами, бидејќи покрај тоа што имаме значи нов објект, целосно обновена хирургија, топла врска со клиниката за гинекологија, топла врска со клиниката за онкологија. Да објасниме топла врска што значи? Тоа значи дека нема да мора пациентите се вадат надвор, за да се однесат. Да, и временските услови веќе нема да бидат воопшто фактор за транспортот на пациентите и ќе се направи топла врска со клиниката за кардиологија, а во рамки на новиот објект, тоа и на видеото се гледа, постои една помала зграда зад објектот, тоа е фактички зградата на лабораториите. И тука има исто една интересна новина, предвиден е пневматски транспорт на материјалот. Тоа значи дека се она што ќе се земе на означените места како биоматеријал, крв, урин или било што, веќе веднаш по пневматски транспорт ќе се транспортира, нема рачно да се носи, нема да се губи време. Не треба да ги носи, нема да се губи време со тоа. Се транспортира на што си е целосно со БМС систем организирано и потоа резултатот се добива во систем. Така да целиот проект, целата зграда предвидува навистина многу вака нови работи, што не се ни финеси, тоа се суштински работи што ќе воведат промени. Значително подобрување имаме во интензивната нега. Во моментов тоа ќе кажат и докторите што е повеќе значењето. Јас само ќе го кажам дело дека во моментов имаме 20 кревети на Карил, која што е примарно хируршка интензивна нега. Сега ќе имаме вкупно 43 кревети, поделени во два дела, дел хируршки, дел интернистички, секој во посебен бокс, че секој кревет ќе биде изолиран, а по 4 на секој од катовите ќе може да биде изолиран како соба со негативен притисок. Нешто што до сега го немаме на интензивната, го има само на клиниката за инфективни болести. Ќе ми објаснат и докторите што значи ова. Правиме мала пауза, одиме на блок реклами, должни сме на нашите спонзори, па се враќаме назад во студиото. Повторно сме назад во студиото, говориме за убава тема. Денеска веќе обелоденето, конечно стартуваат градежните работи околу изградба на новиот клинички центар. Како што рековме во средата за 40 и колку месеци, како беше? 45 месеци ќе го видиме новиот клинички центар, новата зграда. Подобро здравство, подобри услови за пациентите, но и ова ќе значи многу подобра работа на самите клиники. Тука застанавме кај тоа колку ќе се штеди и колку е важно. Говоревме и за тоа дека сегашните услови, што и да правиш, дува низ прозорите, водата тече. Како е сега? Сега е така. Значи, навистина, во една инфраструктура која е градена, кажавме, пред Втората светска војна и која е сериозно амортизирана со сите инсталации, со комплетната зграда, многу е тешко да се работи. Исто така, енергетските загуби во однос на вода, струја, затоплување се многу големи и
тоа тешко се контролира. Значи, што и да се направи како реконструкција во една ваква стара зграда, не може да го реши проблемот и затоа сите надежи се ставени во оваа нова инфраструктура, нова зграда, нов клинички центар кој ќе се изгради. Беше говорено беше спомнато условите кои ќе бидат пружени на пациентите, за лекување на пациентите во интензивните неги, кои што се нови. Значи, во проектот е кажано дека секое легло, секој кревет ќе биде опремен со сите потребни додатоци, инструменти и опрема за одржување на пациент со мултиорганско оштетување. Најчесто пациентите кои што се лекуваат во интензивната нега, во ургентниот центар, во Карил сегашен, нели, се такви. Значи, тие имаат потреба од асистирано дишење, меѓутоа и од низа други поддршки на срцевата работа, на крвниот притисок, на бубрежната функција. И сето ова ќе биде... Сите оние кранчиња што ги гледаме на инсертите од големите клиники. Така е. И сега во ова интензивна нега ќе бидат вградени за секој кревет посебно сите апаратури што се потребни за комплетно одржување на еден пациент кој што е морибунден, кој што е многу сериозно или болен или повреден и нели лекарите се обидуваат да го вратат во живот или да го рехабилитираат максимално. Многу полесно ќе биде за вас лекарите, тогаш веднаш ќе ги имате на екранот пред вас, нема да треба да викате сестра за притисок, посебно за... Па тоа е придобивката од медицинската страна. Секако, чувството да работиш во услови кои ги има сите потребни инструменти медицински и комплетно нели просторот да е организиран така да одговара на потребите е нешто што секој лекар го и медицинска сестра го посакува, така што и многу полесно се работи, многу поефикасно се работи и резултатите се многу повисоки, поквалитетни и повидливи. Апсолутно. Вие работевте и во старите услови, и во новите. Детската клиника има најсовремената опрема, можеме слободно да кажеме. Апсолутно се сложам со колегата професорот Шиколе, значи голема сигурност како за докторот, така и за пациентот. Значи имате пулс, респирација, притисок и се тоа вие го гледате на монитор. Знаете докаде можете, докаде треба да се во истиот момент. Исто, нашата клиника представува и мал клинички центар. Ние имаме наша микробиологија, наша биохемиска лабораторија, наши ушни лекари, бронхоскопија, спирометрија. Значи, мултидисциплинарно во еден момент можеме да видиме за што се случува. Резултатот не го праќаме на друга клиника, тука сме целиот тим, го гледаме, го следиме и можеме да дојдеме до побрза диагноза и оно што е побитно и до точна диагноза. Друго е кога гледа само микробиолог, пунктатор, друго е кога гледат педијатр, интензивист, дали е биохемичар, ги имаме сите параметри за неколку часа. Сето тоа ќе биде достапно сега и во новиот клинички центар, што ќе биде голема придобивка за пациентиве. Тие се чувствуваат сигурни кога ќе видиш дека има луѓе кои што знаат да работат сите овие апарати и кој што кажуваше наш професор од Швајцарија кој што беше на гости, пациентите кога во таа клиника од Швајцарија веќе знаат дека ќе имат и диагноза и лек и заборават на се. Така да конечно и нашите здравствени работници, докториве ќе можат да си го покажат своето знаење. Барем овие последни години поминав доста клиники да видам до кај сме и што сме, нашиве доктори во ништо не заостанува со знаењето. Со оваа нова апаратура и со конечно зграда која што прилега за пациентиве, ќе бидеме на исто ниво како што си сите други европски центри. Нашите лекари се барани и почитувани секаде во светот. Добро е што и ве се работи на тоа да им се дадат повеќе и подобри услови и во Македонија, да не ни бегаат надвор. Со оваа ситуација за лекарите е многу полесно, како што рековте вие, да ја постават диагнозата, точната диагноза, и да не се нервираат барајки по телефони од други клиники, каде се резултатите, докаде се резултатите и така натаму. Јас би сакал што малку да додам, значи со ова новиот клинички центар, што е највисока терцијарна здравствена установа, ќе успееме и да нашите млади доктори останат тука во Македонија. Така. Сега, ако секој доктор сонувал да работи во такви модерни клиники, еве, конечно, тоа ќе го имаме и во Македонија, во Скопје, сето тоа ќе даде еден инпут во високо терцијарно здравство да останат најдобрите кадри тука во Македонија. Така. Ајде една паралела со сметките, не се говори за сметките, меѓутоа ајде ќе ве замолам само овака генерално, сметките за струја и за вода пред реконструкцијата и сега. Значи, сметките за вода и струја беа навистина високи. Колку и да се мачевме да штедиме и било што правиме, бевме зима заладени, во летните месеци топло. Сега имаме централна климатизација,
така да сметките се многу сиратени. Она што го добивме, ги намаливме сметките за струја, за вода, за топлување, успеавме да купиме нови апарати. Така да тоа е голем бенефит и ќе го почувствуваат и колегите во новиот клинички центар. Знаете, джамовите беа стари, колку и да давате се затоплува во зима, кој има некои зими се ладни, секој пат останува собите ладни. Секако имаше незадоволство и од пациентите, губите време со пациентите, губите во една ситуација која што не е ниту до вас, ниту од пациентите, едноставно беше стара зграда. Наместо лекарите се вршат својата работа. Сега повеќе сме фокусирани и на пациентите, и на работата, отколку на проблем со стара зграда, што е голем предизвик. Така. Ајде малку околу градежните активности кои што ќе следат. Кои делови ќе бидат урнати, веќе споменавме дел. Има ли простор? Јас вака се обидувам да замислам сега каде ќе никне ова огромно здание. Значи, фактички се искористува просторот на поранешната гинекологија и стара гинекологија, што е сега срушена, нели? Делот каде што се сега амбулантите на невролошката клиника и овие другите три што ги наведов, значи кожно, очно и орала. Тука фактички доаѓа тој нов објект заедно со помалиот придружен објект за лаборатории, кој што ќе се спои веднаш на првите три ката, целосно ќе биде споен со постојната хируршка зграда. Така да тоа е сосема солиден простор и ќе биде малку предизвик за градителите, меѓутоа во рамки на тендерската постапка има можност за увид на сајтот на самото место, така да тоа беше целосно објаснето како е што и така тука ќе никне новиот објект кој што ќе заокружи целината со реновирањето на хируршките клиники и со топлите врски со овие други три објекти. На тој начин ќе добиеме еден интегриран систем за целата адултна патологија што кај нас се работи. Кардиологија и кардиохирургија си остануваат во старата зграда, која што порушењето на интерните клиники ќе се поврзат. Гинекологија е нова зграда, онкологија е нешто постара, но во сосема добра кондиција и таму знаете дека во скоро минато имавме и реновирање и инвестиција во акцелератори. Хируршката клиника ќе се реновира, така да веќе целиот овој комплекс добива една сосема друга димензија. Факт е дека и ова што го кажавте, дека ќе очекуваме да имаме и заштеди. Директорите сега во овие услови наистина многу прават, меѓутоа што год вие да правите во стар објект, тоа. Професорот и директор на нефрологија, прозорите може се менуваат, се прават како е да е, меѓутоа самата клиника е така конструирана да вие не може многу да очекувате да имате енергетска ефикасност, што нема да биде случај со новиот објект. Дополнително уште само да напоменам дека дополнителна додадена вредност во однос на ова денеска е дека сите сместувачки капацитети за пациентите ќе бидат со една или двокреветни соби со сопствени санитарни чворови, што сега не е тоа случај. И плюс ќе има посебен дел за дневна болница со 54 легла. Така да навистина сето ова е нешто што во дадени случаи ќе биде минато по 10 луѓе во една соба. Ќе биде минато по 10 луѓе во една соба и со 2 тоалета на катот и плюс дневната болница во првата соба на ходникот, нешто што не е дозволиво веќе по важечките стандарди за хигиена во здравствените установи. Така да со тоа со воведувањето на овој тип на интензивна нега што пред малку ја зборував, навистина многу ќе смениме. Во делот на хируршките клиники, само уште да напоменам, хируршкиот блок на вториот кат целосно ќе се реновира, ќе се реорганизира неговото работење. Тој е граден во 80-тите години и за тогаш кога е граден апсолутно представувал врв на техниката и на технологијата, меѓутоа работите се многу сменети. А во новиот дел ќе има уште 4 сали на истото ниво, значи фактички на првиот кат, уште 4 сали за дневна хирургија, така да со тоа ќе се затвори целиот хируршки блок на овој дел. Така значи вкупно колку сали рековме за хирургија вака излегува околу 10 сали? 16, значи 12 во постојниот објект и 4 во секој момент оперативни. Да, хируршки сали, 2 хируршки сали ќе има и самиот ургентен центар. Значи да не зависнат ургентните пациенти од распоредот на салите или пак ако треба да се направи промена во моменталниот оперативен план заради ургентен пациент, значи ургентниот центар ќе има свој 2 сопствени сали. Доктор Шиколе,
ќе биде ли проблем да се снајдете како ќе се работи додека траат овие градежни зафати? Ќе треба ли да се упати некој апел до пациентите? Знаеме дека пациентите секој кога си има макар нестрпеливи се. Претпоставувам дека ќе биде видлива активноста на градежен план во клиничкиот кампус. Меѓутоа, со ова фазно работење се предвидува во 3 фази да се изврши изградбата на новиот објект. Точно фазите се и заради тоа замислени да овозможат да не се осети застој во работата на актуелниот клинички кампус, односно да сите медицински услуги, болнички и амбулантски, како и диагностички процедури бидат непречено да се извршуваат секојдневно и без никакви рестрикции. Тоа е и предвидено во планот да со тоа што ќе има прва, втора и трета фаза, да се и со тие привремени пристапни патишта до градежниот објект, да се овозможи да нема никаков застој во работата на клиниките како што се сега, мислам, како што сега оперираат, како што сега работат. Ќе остане ли нешто што ќе треба да се доправи, што не е предвидено со овој план? Видите, секогаш во здравството нешто треба. Значи, здравството е нешто што постојано има нешто ново и треба и се менува. Кога се правеше овој план, се водеше сметка за тоа што од кога е направено. Значи, интерните клиники, дел од интерните клиники датираат од пред Втората светска војна, па се понатаму ширени, па дел од хирургијата е од 50-тите години, новиот објект од 80-тите и така натаму. Меѓутоа, го имавме во предвид и тоа што постојано го правиме, значи детската болница, детската клиника во кампусот скоро е реновирана, така да се сметаме дека со завршување на овој голем зафат, веќе целиот тој кампус ќе добие едно свое заокружување, дека нема постојано, пак ќе кажам, ќе треба нешто да се смени, да се додаде, да се апдетира, меѓутоа, бидејќи гинекологија е нова и онкологија е реновирана, мислам дека веќе ќе добиеме така една добра стартна точка да зборуваме дека во здравството ќе треба одржување и континуирано инвестирање, нема да зборуваме за нешто вака радикална потреба. Паркинг простор? Паркинг простор е најгорливиот проблем, точно. Значи, предвидени се изградба на 2-катни гаражи. Едната е од прилика кај што е моменталниот институт за ТБЦ, а другиот е во близина на инфективната клиника. Се работи за 2 огромни катни гаражи, тие се веќе предвидени, ќе биде, очекувам до Министерството за транспорт и врски го води тој дел од проектот, очекувам дека и тие наскоро ќе бидат објавени, што во секој случај нивната градба би требало да, макар не едната, нели, да кореспондира со пуштањето на овој на клиничкиот центар во промет. Сега сме сведоци, ова не само што ќе донесе ново едно здание, него кога нешто ново се гради, треба и ново нешто да се внесе. Рековте, нови кревети и нова опрема, веројатно и оние можеби не поврзани толку многу со здравството, меѓутоа припратни елементи во една болничка соба што мора да ги има и што се лични. Еве да трнеме од шкафчињата да не бидат руинирани како што се сега. Еве, господин Зафировски, направете ми една паралела колку е ова важно, затоа што имаме случаи сега во клиниката каде што имаме оние стари кревети, да не речам од пред војната, железни, па крцкаат кога ќе треба да го дигнеш или да го спуштиш. Јас ќе споделам мислење на наша пациентка кој што ми се ви кажа, пренесете го тоа. Значи, порано кога идеа во наша болница, поаѓа кога идат на годишен одмор. Зима фрижидери, телевизори, лажици, се што немаше. Навеќе тоа е минато. Значи, доаѓаат само пациентот и мајката во новата клиника, има буквално се од телевизија до се она што има потреба, до интернет конекција, до телевизија, така да тоа навистина ќе биде минато. Тоа е убавината на новиот клинички центар, а секако ова што и го кажа Јован, оваа инвестиција е голема и со сите инвестиции во здравството што се направи, освен во детската болница Козле, детскава клиника во Штип, нашето здравство добива на вистина едно повисоко ниво. И со сигурност може да кажем во регионот ќе бидеме на едно највисоко терцијарно ниво. Секако годините 2-3 години за зидање ќе поминат, но оваков капитален објект ретко кои останатите држави има.
Доктор Шиколе, често се споменува во последните години поради стручноста на нашите лекари во Македонија, здравствен туризам. Се вели дека е можеби едниот од оние туристички гранки кои што се најмногу во подем и може да биде во подем, затоа што имаме ние лекари кои што здравствува во регионот најпознати. Веќе имаме случаи кога луѓе од регионот бараат и сакаат да се лекуваат во Македонија. Дали овој клинички центар можеби ете ќе ги отвори вратите и за... Па сигурно, штом имаме кадар, а ќе добиеме и инфраструктурата, нели, модерна инфраструктура, модерна болница, можностите за овој здравствен туризам секако е логично да се очекува дека ќе се зголемат. Тоа ќе донесе и пари, свежи пари. Веројатно ќе бидеме атрактивна дестинација заради тоа што здравствените услуги во Македонија, кога ги споредуваме со оние во околината, се поевтини. И сигурно за исти квалитет на една услуга, по поевтина цена, секако дека тоа ќе привлече пациенти. Верувам дека ова е добра прилика да тој дел здравствен туризам се зголеми. Се развие. Веќе имаме примери и случаи да грчки државјани одат во Гевгелиско, Доранско за забави, и во Битола, така да за стоматолошки услуги, па и за други медицински услуги. Така, па еви за испитување за такви работи веројатно би било. Ние веќе го имаме тоа искуство, значи ние голем број од косовски граѓани доаѓаат овде кои што ги користат услугите на Козле. Исто е како во приватна клиника, е поевтино. Значи во ништо не заостанува, кажеме тоа се еднокреветни и двокреветни апартмани кои што имаат сите придружни можности, така да ќе осетат и во новиот клинички центар ќе имат. Не само тоа, почнавме веќе да станеме база за едукација. Веќе имаме колеги кои што 5 колеги чекаат од Приштина да дојдат за едукација во нашава клиника. И за тоа веќе и ние као порано можеби имало некоја не сме наплатували, така сме го давале знањето, но сега веќе имаме поминато и на управен одбор која е сумата која што треба некој да плати ако дојде специјализант или специјалист за едукација во нашата клиника, бидејќи нашата, сепак слободно може да кажеме дека нашите колеги бе во Лјубљана сега, колегата кој што беше со мене примариус доктор Јане Божаров е еден од најбогите прокоскописти, не само Македонија. И таму кој бил има високо мислење за него, така да слободно ќе се подигне нивото што ние од даватели на услуги ќе бидеме и во едукативни центри. Во нашава клиника имаме еден многу пребав амфитеатар кај што доаѓаат и специјализанти и специјалисти во тек на педиатрискиот турнус кои што го поминуваат, но секако ги отвараме вратите и за сите стручни манифестации и за едукација од поблиските центри. Така. Се води сметка за здравството, но тоа е работа која што за да се види нешто еве треба некој ваков капитален објект. Да не споменувам дека еден сет за лабораториско испитување колку чинија камоли да одиме нели да видиме оние акцелератори кои што ги спомнавте и другата шерија. Ајде малку околу бројките колку ќе чини овој клинички центар. Согласно значи тендерот и избраната понуда зборуваме за цена од 72 милиони евра, кои што се средства обезбедени од кредит од Банката на Советот на Европа, плюс ДДВ. Тука е значи влезена градбата, тука е влезена реконструкцијата и тука е влезен дел од оној што е да речем фиксен мебел. Значи комплетно е покриена финансиски. Да, затворена е финансиската конструкција. Тоа е вака импозантна сума, меѓутоа зборуваме, пак ќе кажам, за капитален импозантен објект. Грандиозен, огромен објект, токму така. Кога се работеше на ова, веројатно ќе биде и просторот поголем, ќе има и повеќе соби, како што рековте, повеќе операциони сали, се отварали простор за повеќе вработување во здравството, ќе имали потреба од повеќе лекари, да донесеме и острана да ги вратиме оние кои што може избегале. Па, знаете како, секогаш би сакале да ги оние кои што заминале, би сакале да ги вратиме. Тоа е од ние како Министерство за здравство често имало повици така имаше и кампања да се вратат во пријатното здравство. И така натаму, значи здравството е сепак едно секогаш отворено прашање кое што секогаш акумулира. Така да во моментов има кадар во клиниките, меѓутоа не е тоа број на кадар што можеме да кажеме сега е доволно. Никогаш не е доволно. Има кадар доволен за функционирање, меѓутоа секако дека е потребно повеќе. Не е спорно дека има глобално недостаток на специјалисти, па затоа се отиде со она мерка за кофинансирани специјализации, преземање на приватните во јавна специјализација и така натаму, за да се покријат тие некои отворени прашања.
Така да тоа кадровата политика не се гради од денеска за утре, нити пак како сега како што ги знаеме, кои не се состојбите, потребите и проекциите на природниот одлив на кадрот, можеме преку ноќ да реагираме. Меѓутоа, мислам дека со овие низа мерки што до сега се превземени, ќе можеме да овој објект го стартуваме соодветно. Така. Имате доволно луѓе, доктор Чиколе, и колку сте задоволни од вашите помлади колеги, вие сте со години лекар, ние пациентите велиме од времето лекар, значи учел во едно друго време, на подруг начин, сепак повозрастните лекари имаат некако малку пошироки гледања, овие барем сега, поновите генерации, не зборам во Македонија, странство се поспециализирани, покрути. Колку сте ви задоволни од тебе, вашите наследници, да кажам? Па мислам дека бидејќи самата проблематика, активност, обрт на пациенти кои што ги имаме во болничкиот и амбулантскиот дел диктира темпо. Така да кога ќе ставиш лекари во тој амбиент, тие се приморани да научат. Апсолутно да читаат многу, да ги следат сите препораки современи на современата медицина кои што се издадени од меѓународните специјалистички асоциации и бидејќи проблемите со кои се соочуваат во работата на план на диагностика и лекување, тоа го бара од нив. Иначе, ако не го прават тоа, ќе бидат во голем стрес, да не можат да пружат се што треба да им се пружи на пациентите. Меѓутоа, така да младите лекари само ќе им завидуваме што ќе работат во поубави услови од оние што ние сме ги имале за главнината на нашиот работен век. Меѓутоа, тоа е убаво што така ќе се случи. А би сакал да кажам и дека терцијарната здравствена дејност подразбира три активности, значи здравствената дејност како главна преокупација, меѓутоа едукацијата и научните истражувања клинички за клиниките се исто така многу важни. И така да оваа зграда ќе го подигне нивото и на во тие два сегменти. Значи имаме сега проблем. Имаме можности за наши истражувања, за нашите лекари да прават своји истражувања, така сега со ова ново. Апсолутно. Значи тоа континуирано се одвива. Меѓутоа, очекувам дека ваква инфраструктура, ваков објект ќе пружи можност за уште по-квалитетни истражувања и трудовите кои ќе произлезат од овие истражувања, очекувам да бидат се повеќе прифатени во поголем број во квалитетни меѓународни часописи. Оноа што го прави препознатлив еден клинички центар. Значи, според тоа колку го испубликувал своето искуство, го проценува, односно го вреднува еден клинички центар. Во однос на условите за едукативната дејност, исто така очекувам голем напредок. Значи, сега имаме големи тешкоти да ги изведеме во постојните простории, кои што се малку и неадекватни, вежбите за студентите по медицина, односно специјализантите по интерна медицина и нефрологија. Така да очекувам дека и на тој план со новиот простор ќе се добие на квалитет и сето тоа ќе заокружи една современа медицинска дејност. Сведоци сме биле сите ние, бидејќи сите сме тропнале на тие врати за арно или за лошо, како што велат, кога ќе дојде главниот лекар, па оние студенти зад него, десетина на број, па нема место за сите да влезат во сота, затоа што се 10 кревети, сега ќе биде нето на тоа, мислите така генерално за сите услови. Како сте вие задоволни од вашите наследници и оно што сега можат да го научат и како да практикуваат, да се унапредуваат во својата работа со овие нови услови кои што ги имате? А ние, осим новата зграда, нова апаратура, имавме и видни вработување. Некаде 18 нови млади колеги кои што мора да ги пофалам, сите се ентузијасти, сега кога допринесуваат и условите и апаратурава, така да некои се врати од специализација, некои ги очекуваме, но тој ентузијазам веќе се гледа и убаво што ќе не настават, нема што тука ние сакаме што побрзо да им го предаваме нивното знаење.
него штедиме знаењето треба да се предаде на младите колеги, затоа што и ние еден ден ќе дојдеме како пациенти, треба да имаме нови добри специјалисти и подобри од нас. Се чувствува тоа дека сакаат младите колеги да работат, но сепак мора да кажам и ние несебично мора да им помогнеме. Секој почетоци се тешки, ние треба да биме тука да ги охрабриме, дека и нас ти било на почеток тешко, некој пат и не сме верувале, но сепак со работа се постигнуваат сите успеси. Токму така. Ќе направиме овде уште една пауза за реклами, па се враќаме повторно назад во студијата. Назад сме во студиото, на самиот крај сме на емисијата, говоревме во детали што се ќе се случува околу изградбата на новиот клинички центар, рековме дека ќе биде во 3 фази, но кај да се гледа крајот за некаде околу 45 месеци, така рековме, ќе го видиме новиот клинички центар. А можевте да видите на инсерциите кои што ги емитувавме, импозантно ќе изгледа овој објект, една огромна зграда, сите клиники, оние најважни клиники за пациентите ќе бидат поврзани, тоа стручно ги велат топли тунели, така ги велите, меѓутоа тоа значи дека нема повеќе клацкање на пациентите во колички или кревети надвор по ладно или жешко време од една до друга клиника, само за едно снимање или за една лабораторија. Тоа најмногу ќе им помогне и на лекарите, но и на пациентите. Се чини, сето ова ќе даде подобра здравствена заштита за граѓаните. Друго е да се знае се на едно место да е каде што ќе работи. Оно што мене ми е многу интересно се оние кабини кои што ги велите за интензивна нега, односно оние кревети. Овде како што можев да прочитам дека 8 бројот на креветите што ќе се зголемува, се споменува и кабини со посебен притисок во кабините, филтер услови за стерилност и така натака. Тоа значи што? Па тоа значи да се реши еден голем актуелен проблем и на болници во развиените земји, тоа се интрахоспиталните инфекции. Значи се знае дека тие се проблем, дека треба постојано да се откриваат и да се решаваат, и овие 4 интензивни кревети кои што се комплетно изолирани како посебни соби ќе пружат такви можности. Значи кога кај пациент ќе се диагностицира рани и така некоја да, така е. Значи пациенти со мултиоргански оштетувања и кога кај нив ќе се открие некоја инфекција од која треба да се заштитат другите пациенти во интензивната нега, тогаш се наметнува потреба од нивна изолација, така да овие 4 интензивни соби за лекување точно тоа ќе го пружат, кога пациентот ќе биде изолиран и нему ќе му биде пружена специфична профилакса и заштита, а нема да представува опасност за другите пациенти во интензивната нега, кои што се исто така многу хендикепирани и мала инфекција им треба за да нивното здравје биде катастрофално оштетено и да не може да се врати. Сега ги немаме тие услови во овој. За жал, и покрај тоа што се интензивно земаат и брисеви редовно, се контролираат разни материјали, крв и урина и други биолошки материјали, и се трага по тие инфекции, особено интрахоспиталните, кои се најтешки за лекување. Сепак не можеме да кажеме дека 100% пружаме заштита на сите пациенти од вакви несакани ефекти, и тоа се надежите ги гледаме во ова нова зграда, нови услови кои сето ова треба да го коригираат. Така. Како е кај... Значи, превенцијата од интрахоспитални инфекции е секаде на највисоко ниво. Сепак, значи, се следат сите параметри на условите што ќе има новата интензивна нега во клиничкиот центар, тие инфекции ќе ги намали на многу помалку. Секако, колку и да се направи напред, кој што кажа професор Шиколе, се прави напред секојдневно, но едно е кога ќе имате повеќе можности, кога ќе имате еден пациент изолиран, едно е кога сите тие пациенти, знаете, притисокот е секој пат во терцијарното ниво, односно во клиничкиот центар, кога мора да примете и повеќе, бидејќи сите тие се витално загрозени и по закон мора да го примите, не сме да го вратиш болниот човек, и ние секогаш бараме и се чудиме како да најдеме еден кревет плюс да додадеме, иако нели зашто не можеме да го вратиме пациентот. Тоа сето повеќе ќе го нема. Ќе имаме поголем број на кревети кои што 4 ќе бидат комплетно изолирани. Тогаш навистина можеме да се бориме и да ги победиме тие интрахоспитални инфекции, каде што и во најмодерните клиники се потешкотија и секој пат има заштита кој што ќе има и сега кај нас. Така. Ова се посебни. Да го дополнам ова дека фактички бидејќи на два ката ќе биде интензивната нега,
Секој од креветите ќе си биде посебен, во посебен бокс со посебна врата, значи како да речем своја соба, а по 4 на катот се со простории со негативен притисок, каде што не може ни воздухот да излезе према ходникот, према здравствените работници, да воопшто нема опасност да дојде во контакт со било кој од другите, со посебен систем на размена на воздухот во тој дел, со повеќе HEPA филтри, нешто што е навистина во моментов на највисоко ниво и на ранг на највисоките клиники во светот. Да ја заокружиме оваа емисија, рековме колку ќе биде, кровните градини ги споменавте дека се над 2000 метри квадратни. Велат луѓето, народот вели дека потешко тоа да си болен и да си во болница е некој близок да ти е болен или во болница, посебно доколку е дете. Сега немаме многу услови за семејството да биде при болните, при пациентите, немавме услови каде мора да седат надвор, немаше ни клупички надвор каде да застанат. Сето ова сега е предвидено, рековте дека е скратено и оние ходници кои што мора да ги поминуваат пациентите. Се внимаваше на тој дел? Значи се внимаваше да е максимално искористен просторот, да биде нели што помалку биде потребно движење, да се пациентите кога се во клиниката хоспитализирани, па и за дневен престој да се осеќаат достоинствено, да им биде пријатно, да не бидат гледани од многу луѓе, значи вие ако имате 6 или 8 пациенти во соба, кај пола од нив да дојде по еден или двајца веќе имате гужва. Од друга страна е предвидено да кога ќе се заврши целиот простор и се уреди целата градова и хортикултурно се уреди целиот кампус каде што ќе може да има место и да се седне и да се одмори и да се почека. Значи сите тие работи се земаат во предвид, и од друга страна кога ќе имате еден нов објект целосно функционален, за очекување е да се намали и потребата да постојано има придружник со пациентот. Тоа ќе биде ситуација само каде што навистина медицинската состојба на еден пациент тоа го налага. Очекувате да биде испочитувано рокот, да биде завршено за 45 месеци? Очекуваме да почнеме и да тераме понатаму. Јас се надевам дека нема да имаме проблеми. Никој не е од нас видовит, но мислам дека е рокот реален да се испочитува. Така. Пациентите веќе се запознаени преку медиумите што ќе се случува, вие лекарите сте веќе запознаени, може ли вашите очекувања, се надевам дека ќе имаме можност многу скоро да дојдеме и да снимаме како работите во нови услови? Дај Боже, ние исто така, бидејќи третина од својот животен век го поминуваме во тие услови, а некои и многу повеќе, бидејќи лекарите и другиот здравствен персонал знаат да останат и по 24 часа во болница. Значи, секој од нас сака да тоа го проведе, да работи во по-достоинствени, по-адекватни, по-специализирано изведени услови. Така да овој нов клинички центар надежите се дека ќе го тоа исполни. Значи, освен медицинската апаратура, која е многу важна за успешно работење, инфраструктурата е на второ место пресудна, многу важна и секако дека ние тоа го очекуваме со нетрпение, а таму сме заради нашите пациенти. Значи, пациентите се тие кои на крајот треба бенефитот од нашата работа и од овие нови услови кои што ќе се створат, да го осетат, односно да ние бидеме посреќни, бидејќи сме биле поуспешни во лекувањето на нашите пациенти. Не е ова единствениот клинички центар кој што ќе е ваков грандиозен во Македонија, веќе можеме да се пофалиме со Штип. Веќе таму имаме клинички центар кој што е светски, да не речам. Па таму градбата е веќе во тек, напредува горе-долу согласно динамиката, тој исто еден дел од заемот, значи фактички заемот од Банката на Советот на Европа е за клиничкиот центар во Скопје и клиничката болница Штип. Таму веќе убаво води градбата, до крајот на лето, да речам да не се врзуваме со многу дати, меѓутоа веќе ќе заврши и оној градежен дел и ќе се оди на затварање на карабината, правење на инсталации и така натаму. Тоа сега за сега
пак ќе Ова кажам да голема не мера, освен прejudiciram. што овој нов клинички центар во Скопје самиот таков каков што е, ќе даде многу повеќе услови за и повеќе пациенти, меѓутоа и болницата во Штип, односно клиничкиот центар во Штип во голема мера ќе растерети Скопје, ќе го растерети Скопје. Ќе растерети многу и тоа е фактички најголема придобивка, мислам, за цела Источна Македонија, не само за градот Штип, бидејќи таму навистина условите беа доста слаби, стар објект, исто дисперзиран и без можност воопшто многу таму да се интервенира во објектот. Сега таа болницата, димензијата што ја добива таа болница е нешто сосема друго, посебно што и таму веќе имаме универзитет, така да понатаму ќе треба и тоа да прерасне во универзитетски центар. Во конкретно во тој објект бројот на услугите и видот на услугите што ќе се пружаат се многу подалеку од она што во моментов го имаме. Тоа де факто од еден аспект ќе значи намалување на притисокот на Скопје, но и ќе значи огромно олеснување и огромен бенефит за цела Источна Македонија. Друго е да одиш половина час до ова, друго е да патуваш до Скопје. Доктор Зафировски, морам да ве прашам на крај малку така зајарливо, ќе ви биде ли мака сега што детската клиника Козле не е во рамки на овој грандиоз? Не, сме среќни, ние педиатрија викаме првите 4 се најтешки, а те веќе се направени. Се останато е рутина. Така да задоволството и наше е големо, пошто ние соработуваме со сите останати болници. Тоа е на крај нашата цел, задоволни пациенти и да имаат хумани услови додека се во болнички престан. Недостасува ли нешто на болницата Козле? Што е најгорливиот проблем? Сега зборуваме за среќа, за унапредување, за многу поарно, а не зборуваме за основно, Да, нели? секој пат недостасува нешто, само што тоа веќе се сладки маки, значи недостасува нешто друго што секако не е толку битно, но сакаме да одиме напред. И тоа е позитивно, кога секој пат имаме желби. Тоа е позитивно за сите нас, и као доктори, а најповеќе и за пациентите. Она што јас го знам за детската клиника е дека од аспект на здравствениот дел комплетно сте опремени. Сега се работи на буквално оние содржини кои што на дечињата ќе им направат да им биде малку попријатно. Ние во секој ден правиме некои манифестации кои што се пријатни за децата и тоа видливо е. Значи тој момент бидејќи сепак и тие престои имавме една голема програма со на позната клиника од Европа, значи да превенираме стрес додека децата се во болница. И тоа се роди со успех и тоа беше наша цел, но имаме уште нови проекти кои што секако очекуваме дека ќе ги завршиме. Јас само се надевам дека од сега па натаму вакви емисии ќе имаме кога ќе работиме за здравството, емисија за здравството, дека за вакви убави работи секогаш ќе говориме. Исто така се надевам дека ќе дојде ден нашите лекари, доктор Чиколе, се и како експерти, меѓутоа и како истражувачи, како научници секаде во светот докажани она што го споменавте дека наши трудови да ги има во многу научни светски исписанија, па се надеваме дека некој нов лек ќе излезе од Македонија. Па и потоа апсолутно, зошто не? Така е. Ќе ги имам условите за тоа да се случи. Штом условите се подобруваат, секако изгледите да за вакво нешто се реални. Го чекам тој ден со нетрпение. Ви благодарам многу на тројцата за гостувањето во оваа емисија. Ќе обработуваме и ќе следиме ние новинарите како се одвиваат фазите, дали е се во ред секако. Мислам дека некаде на половина повторно би се собрале во овој состав да видиме докаде сме и секако денот кога ќе увидиме новиот клинички центар, денот кој што го чекаме сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам за гостувањето во отвореното студио на телевизија Нова. Вам, драги гледачи, благодарам што овие часи кусур бевте со отвореното студио. Можете да ги видите инсертите како ќе изгледа новиот клинички центар. Ова веќе не е само замислено, не е само желба, веќе станува реалност. Работите, градежните работи стартуваат некаде во јуни, за 45 месеци ќе го имаме новиот клинички центар. Останете програмата на телевизија Нова, следуваат вести.